Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku përi takojmë sërish me emisionin Gjurmët. Ditën e sotme do të flasim për një profesion, apo kështu le të themi një profesion i cili përfshin brenda më pas lloje të ndryshme të punëve që mund të bëhen, i cili në fakt njerëzimin e ka mbajtur gjallë që nga dita e parë e tij e deri më sot. Por patjetër është me shumë vetdije dhe patjetër me argumente të plota thuhet që në periudha të ndryshme kohore ka pasur vlera të ndryshme dhe është vlerësuar ndryshe nga njerëzimi, e sot kemi arritur në një fazë ku ndoshta edhe harrojmë si formë të profesionit dhe si mundësi për të punuar, duke harruar rolin themelor në ekonomi, por edhe në përgjithësi për njerëzimin, për popullatën e kështu me radhë. Bujqësia, agrokultura, të marrurit me tokën, me prodhimin e prodhimeve, le të themi kështu, frutave, perimeve, të cilat janë të domosdoshme për përditshmërinë tonë, ndonjëherë duket si një gjë të cilën as nuk e konsiderojmë si profesion, e fatkeqësisht jo shumë të rinj në fakt e konsiderojnë edhe si mundësi për të zhvilluar në të ardhmen. Mirë po, ne patjetër që kemi fermer, ne kemi bujq në vendin tonë, në shkollën e gjithmonë e kemi mësuar që toka e Maqedonisë është tokë pjellore dhe në hapësira të ndryshme kemi prodhime të ndryshme, por në fakt cila është pozita dhe situata momentalve e fermerëve në Maqedoninë e Veriut. Sa në fakt shteti kujdeset për nevojat e tyre dhe cilat janë problemet më të mëdha dhe sfidat më të mëdha me të cilat ata përballen për gjitha këto, por edhe për zhvillimet e reja duke përfshirë këtu regjistrimin e automjeteve të tyre të punës, ndryshimin e çmimeve të karburantit, të naftës dhe dizellit. Ne do flasim së bashku me Stevanqe Jordanoski, i cili vjen dhe është kryetar i Federatës Национале të Фермерove. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата. Во моето интро кажав пред малку дека понекогаш забораваме дека работата со земјата, со производството и све тоа што излегува од земјата е било и се уште е клучна професија, но како ние да забораваме дека е како професија и плюс младите не ги гледаме дека се многу заинтересирани за истите. Така, јас би истакнал дека земјоделството е еден клучен сектор од нашата економија, но и сектор кој континуирано се соочува со сериозни предизвици. Во 2025 година, како земјоделци, ние работевме во сложена социоекономска ситуација или средина, од причини што сите оние економски притисоци кои што се случуваат на глобално ниво се рефлектираат тука и во нашата држава и секако се рефлектираат истите и на самото земјоделство. Земјоделството исто е така сектор кој се соочува со ограничени производствени капацитети, па од тука самото земјоделство се доведува до еден негативен биланс. Земјоделството како сектор континуирано во последната година, но и како забележителен тренд во последните 10 години се соочува со ниски откупни цени, што земјоделците ги доведува во една незавидна положба, во една ранлива социоекономска положба во однос на своите економски и деловни активности. Исто така, руралните средини се соочуваат со во 21 век со недостиг на инфраструктура, со ограничен пристап до здравство, ограничен пристап до образование, што на некој начин ова се рефлектира со сиромаштија во руралните средини, се рефлектира исто така со одлив на населението во руралните средини, значи миграцијата е многу застапена и достигнува некоја алармантна бројка, некаде од 50%, посебно младите и жените ги напуштаат селата и руралните средини, се со цел одаат во градовите, а уште полошо и во трети земји во странство, се со цел да си обезбедат подобри услови пред се за живота, потоа и подобри услови за работа. Како сектор се соочуваме континуирано исто така со години со недоволно работна сила во самиот сектор, тоа како резултат што рековте на миграцијата, и некоја старосна граница на луѓето кои се вклучени во самата работа, како активни работници во земјоделството, се со некоја просечна граница над 50 години. Што значи тоа се веќе луѓе истрашени,
со работа, бидејќи земјоделството е како сектор трудоинтензивна работа, па од тука ние како Национална федерација на фармери предлагаме да се воведат конкретни мерки, долгорочни стратегии, се со цел да се изнајде начин пред се да се задржат најпрви луѓето во селата, младите посебно и секако жените, да се подобри нивниот животен стандард, да ги задржиме во државата, а и потоа да ги поттикнеме да се вклучат во секторот земјоделство. Исто така предизвик кои наназад со години се соочува земјоделството или како проблем се јавува, се негативните импликации од самите климатски промени. Климатските промени, знаеме, се закана општо за човештвото, а секако и еден од најподаните сектори од тие климатски промени или климатски непогоди е земјоделството. Биче земјоделството, знаеме дека е фабрика под отворено небо и изложено на сите овие климатски прилики и неприлики. Ние како Национална федерација на фармери покрај она што редовно ги застапуваме земјоделците, лобираме за нивните проблеми и предлагаме и некои решенија. Едно од решенијата кои ние го предлагаме за подобрување на социоекономскиот статус на земјоделците, за економско јакнење, тоа е здружувањето во задруги. Ние како Национална федерација на фармери заедно со Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство и нормално тука со поддршка мора да спомниме на Шведска и Шведската организација за развој Via Effect, сега во изминатиот период и во периодот кој тече сега во моментов, промовираме, односно поттикнуваме земјоделците во еден нов тип на здружување, нова форма, а тоа е организации на производители малку поразлично за другите, кои исто така сега е во процедура и законска регулатива, односно тие ќе бидат уредени со Законот за земјоделство и рурален развој и се надеваме дека со оваа форма на здружување земјоделците пред се ќе зајакнат економски, ќе имаат повеќе пристап до пазари и секако да си подобрат своите услови за работа и да заработат нешто повеќе. Јас спомнав пред малку дека земјоделството во некој период од историјата било клучно за преживување. Сега со развојот на технологија, индустријата и све тоа, пак клучен дел е, но колку во Северна Македонија ние го признаваме тоа, колку државата работи на тој дел и колку и сите граѓани го знаат тоа дека земјоделството е клучно се уште за нашата економија и за во секоја држава. Па вака, вие рековте дека земјоделството винатото било клучен сектор за опстанок и главен сектор во економијата. Но тоа и денес е многу битен сектор, бидејќи како дел од економијата, но и како сектор каде што се произведува храната, бидејќи ние без разлика која професија работиме, не знам на која вера, нација припаѓаме или не знам некоја друга определба, сите на крајот на денот конзумираме храна, што значи не може да замисли човештвото без производство на храна. Јас мислам дека земјоделството како сектор мора да опстани и дури би рекол дека од аспект на безбедност земјоделството е многу клучен сектор, многу клучен фактор за самото општество, бидејќи ако имаш твоја сопствена храна, мислам производство на сопствена храна, си многу побезбеден и посигурен. Тоа ние и го видовме во една прилика да не се повтори, тоа е за време на здравствената криза или ковид кризата, кога се соочивме со енормно високи цени на храната, на земјоделските производи, дури се соочивме и со недостаток на храна, што значи секогаш кажувам и сега и користам прилика да кажам дека домашната произведена храна е секогаш најевтина, бидејќи ако немаме ни континуирано производство собствено, храна не се, мислам, земјоделство не се прави за еден ден. Треба тоа континуирано да помине време. Последно во сточарството, како сектор, сточарството не можеш да направиш фарма за, не знам, за 5 или 3 месеци. Мора тоа да помини години. И затоа треба ние да вложиме како држава во земјоделството. Треба да гледаме нова како битна гранка во
во самата економија, да биде препознаено како бизнис, посебно од младите луѓе кои на некој начин земјоделството за младите не е атрактивно, не само кај нас, и во регионот па и пошироко. Знаеме дека денеска можностите за вработување за посебно за младите луѓе ги има повеќе. Можат да изберат повеќе работи, поедноставни им. Знаеме дека сега како атрактивно е во изминатиот период, па и сега IT секторот, каде што може да се работи буквално и од дома, со една маса, со еден компјутер и едно столче да се заработи прилично. Но тоа се како експанзија, како сектор кој може би едно време да, добар, но мислам дека посебно сега со вештачка интелигенција се најавува како нешто експанзија во човештвото, ама мислам дека таа вештачка интелигенција ќе одземи и многу работа на многу луѓе во светот. Ќе се намалат работните места, бидејќи таа ќе ги замени како вештачка интелигенција, и мислам дека во секторот земјоделство има иднина, само треба да се вложи, треба стратегии на долгорочен план, треба да се следи науката, и треба исто така едукација на децата од мали нозе, јас би рекол од градинка, од најмала возраст, од основно образование, да ги поучиме дека храната ни доаѓа нас од нивата, а не ни доаѓа храната од асфалтот или во маркетот. Таму е крајно. Вие спомнавте досега некои клучни моменти и ние само после рекламите ќе се фокусираме на сите предизвици со кои се соочуваат земјоделците. Што ме пак публицитет да рикнеме се речно студио. И ако рикнеме се речно студио, не на кат период што публицитетите шфрицуван për çar hallet e buqve dhe fermerove të cilat tashmë do të vazhdojmë ti flasim. Спомнавте неколку моменти и ние ќе зборуваме за сите нив малку подетално. Нешто што е најжешко во моментот е цените на горивата. И тоа не само земјоделците, тоа влие на секој граѓанин, но би сакала конкретно за земјоделците. Како исто тоа влие, бидејќи без гориво и вие не можете да функционирате? Па како што рековте вие, цените зголемените цени на горивото, поточно на нафтата, се проблем на глобалната светска економија во моментов. Секако дека и за нас како мала држава се вистина голем проблем, посебно во земјоделството, бидејќи главен инпут во земјоделското производство како енергенс е баш нафтата. Најголем трошок земјоделците имаат во тој дел, нафтата и ѓубривата. Знаеме дека сега имаме на Блискиот исток воен конфликт, имаме отворена се уште војна за жал, која треба да се надеваме како да биде оптимисти да заврши што побрзо, бидејќи ако потраи таа војна таму и ако оди цената нафтата нагоре, ние вистина ќе се соочиме со еден голем проблем како предизвик, бидејќи нема само да се поткрени цената на нафтата, тука континуирано тоа повлекува и сите други инпути кои се како репроматеријали во земјоделството. Тука се и ѓубривата, бидејќи ѓубривата се исто така многу застапени како инпут во земјоделството. Знаеме дека суровините за тие ѓубриви исто доаѓаат од Блискиот исток, таму каде што е конфликто. Исто така природниот газ се користи во производството на многу репроматеријали кои се користат во земјоделството, што значи ова ќе повлечи еден синџир на поскапувања во сите репроматеријали кои користиме ние, а од тука и ќе добијаме повисока производна цена на самите земјоделски производи, а кога имаме повисока производна цена, мора да се поткрени и продажната цена, се со цел да останат земјоделците рентабилни, да можат да опстанат и тие како земјоделци и секако да опстане нивниот бизнис. Кога сме кај цените и кај мерките, бидејќи знаеме дека последно се направи корекција на ДДВ-то за горивата, дали мислите дека треба да има некои конкретни мерки кои што се однесуваат само за земјоделците, особено во овој период, бидејќи како што кажавте, храната е нешто што ни треба на сите, не е опционално или пак луксус. Так, да. Значи ние како Национална федерација на фармери предлагаме да во ваква ситуација ако продолжи цените на нафтата да се движат во нагорна линија и цените на ѓубривата да се активира оној кризен фонд што го има државата
или интервентен фонд да помогне посебно во делот на набавката на џубривата, бидејќи џубривата исто така се еден основен инпут во земјоделството без кој нема да имаме добри приноси. И се надеваме дека, како што кажав, да бидеме оптимисти да заврши сето ова побрзо на глобално ниво и да се нормализира пазарите, инаку во спротивно треба да се активира тој кризен фонд и да се помогне на земјоделците во набавките на репроматеријалите. Нешто друго што е клучно и што се прави секоја година е импортот на различни производи, пошто знаеме, особено тие најинтересните производи, ние ги немаме тука како манго, авокадо и слично, но исто така имаме импорт и на други производи кои што и ние ги имаме. Сум слушала дека земјоделците често пати знаат да кажуваат дека некои производи кои што им се импортираат се малку поевтини од тука, од нашите, и со тоа немаат продажба на наш производ и останува, особено кога се работеше со компирите. Дали е таква ситуацијата моментално или дали имаме таков проблем? Така, вие кажавте дека точно е дека има ние земјоделски производи кои не може да ги произведиме и мора да ги увезиме. Но имаме производи кои тука го произведуваме, а исто така и увезуваме. Според оние сите договори кои што ги имаме како држава подпишано, дали е ЦЕФТА, дали е со Светска трговска организација, дали е Отворен Балкан, значи ние не можеме да ги спречиме трговците да увезуваат храна, да земјоделски производи во нашиот случај, но исто ние како држава и извезуваме земјоделски производи. Сега во одредени периоди некогаш се јавува некои земјоделски производи како хиперпродукција, се погодиле климатските услови, се погодило периодот, сме дошли како висок на земјоделски производи, сега го спомнавте компирот. Да, се случува така, но мислам дека не треба ние да се чувствуваме загрозени ако имаме однадвор производи увезено. Туку во таков случај треба ние како земјоделци да најпрво да се здружиме, она што претходно спомнавме, да се здружуваме во организации на производители, се со цел да станеме поголеми, покрупни, пред се да набавуваме заеднички репроматеријали кои што викаме се многу скапи, кога сме здружени, ќе можеме да ги набавуваме поевтино, да си помагаме во обработката на земјоделските површини, да настапуваме заеднички на пазарите, значи да имаме подобар пристап до пазар. Тука треба државата да исто така да помогне со делот на договорното производство. Тоа како тренд треба да се наметни на откупувачите да прават договори однапред, да склучуваат договори со земјоделците пред самите сејдби, пред самата започнување на сезоната, на некој начин да бидат и земјоделците сигурни дека производот ќе го пласираат сигурно и по добра цена, а и преработувачите, откупувачите да имаат една суровина со добар квалитет и квантитет. Јас тука во овој дел би спомнал уште нешто. Не треба секогаш да биде пресудна цената. Јас сум земјоделец, произведувам земјоделски производи, произведувам и млеко, имам заедно со моите родители имам и фарма од 30 молзи крави, но има производи кои јас ги купувам, посебно ранограинарски производи. Ние тука треба пред се да огледаме квалитетот на производот и при самото одбирање на било кој производ, земјоделски производ, треба да одбериме квалитетот, а потоа да гледаме на цената. Наши земјоделци се соочуваат и со дури нелојална конкуренција, како што е фалсификување на одредени земјоделски производи. Тука би го спомнал медот. Пчеларите имаат проблем. Ние имаме некој увозен мед, мислам, не е ни мед, него се нуди по многу пониски цени, дури по пониска цена од нашиот тука домашен мед. Сега јас кога би купувала лично, мислам дека сигурно и вие тоа би го направиле, кога избирате, ќе изберете квалитет, а после цена. Дали нашите домашни производи се квалитетни? Дали можеме да ги јадеме без гајле, без да се плашиме од пестициди, од така отровување, од све тоа што ја прави храната да изгледа убаво?
Па вака, јас би кажал дека и преđe спомнав дека домашното производство е секогаш најдобро. Бидејќи јас можам да кажам посебно тука за Македонија дека уште нашето земјоделство не е толку интензивно. Немаме тука ние генетски модифицирани производи, немаме такви семена застапено на нашите ниви, на нашите пазари. Одна мислам што е од домашно производство и во тој поглед мислам дека не се користат толку уште пестициди кај нас како што се во други земји каде што се интензивно се производува земјоделството, се вади максимумот од единица површина, тоа кај нас не е застапено и мислам дека во тој поглед нашите земјоделски производи се сепак едни од најздравите и најквалитетните. А ги имаме тука доволно ние и сончевите денови, што се битни за квалитет на самите земјоделски производи. Еден друг момент се возилата. Ние кога зборуваме за земјоделците знаеме дека без трактори, без некои возила не може сега веќе работата да се заврши. Ние ќе гледаме еден краток прилог од наш колега. Додашовим кта материјал филмир сај përket ligjit për regjistrimin e mjeteve motorike, duke përfshirë këtu traktorët edhe lloje tjera të mjeteve dhe halleve të buqve saj përket regjistrimit të tyre. Ne më pas do të rikthehemi në studio për ta komentuar të njëjtin. Buqit mezi mbulojnë harxhimet për mirëmbajtjen e traktorëve, e LRM për regjistrimin dhe legalizimin e tyre. Nuk janë të paktë buqit të cilët traktorët I shfrytëzojnë deri tek tokat që posedojnë për t'i punuar, ndërsa nuk dalin rrugëve. Shije traktorit që 20 vete kjo, pa registru, e kena që se s'ka kuni çfarë dokumenti, kena pas do fakturat që e kemi marrën, ata në vërshimet na hupën, e mbas hakata ta registroj, shumë kushtoj ke. Sa kushtoj ke? Po, qeja homologizacija se disa ka 100 euro, agje 100 euro, agje 100, afer 4-500 euro mu bake. Buqi që takuam në fshatin Straçinc ankohen se nuk mund të mbulojnë harxhimet për mirëmbajtjen e traktorëve. Kishte disa prej tyre që me vite nuk e kishin regjistruar pasi thonë se duhet të paguajnë rreth 150 euro çdo vit. Vetë për vitit duhesh me ja bon servisi, si mos ja bësh servisin kis. A kushton shumë? Po kushton 300 euro, 400 euro servisi. Po ban defekte, gumat me ndroat, kit. Ka harxhime, ka traktori. Me anizmi ndoshta për punë. Po me anizmi, po ka shumë punë, mos ande ti te ara dhe shkysh ta regjistrojsh, duhesh me pasën signalizaci i kret. Dhe shkysh na për pjeshka, na për kumlla, dhe ti thish ata. Si callën lavër shkaqesh dhe thish, se kjo është me fush mirë është. Deputetët e VMRO-s në kuvend dorëzuan propozim ndryshime në ligjin për makina, me të cilat parashihet të zgjatet afati për legalizimin e disa kategorive të automjeteve, sikurse traktor, rimorkio e multikultivator. Kjo për arsye se shumë qytetar janë ende në procese administrative, procedura ankese ose para gjykatës dhe nuk I kanë rregulluar statuset e pronësisë. I pam në fakt ankesat e buqve, ata thonë që regjistrimet kushtojnë shumë, mirëmbajtja e traktorëve kushton shumë dhe se me çdo dalje në për ara, le të themi kështu, apo me çdo dalje për të kryer punën e tyre, një pjesë mund të thehet. Po ne do e shohim edhe me kryetarin e federatës këtë pjesë. Dali se soglасувате со тоа што земјоделците вика дека ова процедура на регистрација е малку скапа за нив и можеби би требало нешто да се направи за истата и исто така вика дека овие моторни возила треба да се држат уредени цело време. И тоа е скапо за нив. Па вака, делумно да се согласувам со тука прилогот од колегата земјоделец што се изјасни пред малку, но би рекол јас дека законот за регистрација на возилата покрај другите возила пропишува регистрација на тракторите и земјоделската механизација. Гледано од аспект пред се за лична безбедност, јас мислам дека мора да се почитуваат прописите и правилата, возилата да бидат регистрирани во случај земјоделските возила, тракторите, приколките, сите оние што подлежат според закон на регистрација, но и многу битно е да бидат технички исправни, посебно обележани со соодветни светлосни оние
светлосна сигнализација. Тоа е како од аспект на безбедност пред се за оние што управува со моторното возило, со тракторот во случајот, а секако е од безбедносен аспект и за сите други учесници во сообраќајот. Што се несува до трошоците, може би треба да се најде некој начин да се намали во делот на регистрацијата. Да, се сложувам дека треба да се најде некој модалитет или некој метод со кој ќе се плаќа помала регистрација во однос да речеме некој кој вози некој Мерцедес 50-60.000 евра, да има исти давачки со еден кој трактор или тракторист има денес кој работи на полето. Но секако, како што спомнавме, да се почитува законите, прописите. Тука сега имаме исто течи и повторно предложување на законот за легализација на земјоделските возила. Јас тука би упатил и еден апел до оние земјоделци кои не се запознаени дека тоа е во тек, да се го направат пред се тоа, бидејќи не може да се регистрира трактор пред ако немаш доволно документи, што значи сега е овозможено со една изјава на нотар, лесно и не е многу скапо, нема да се изложуваат на трошоци самите земјоделци, да се една изјава се заверува на нотар, се носи во суд, се врши технички преглед на возилото, тракторот и приколката од страна на овластени овие компании каде што се врши регистрација, еден технички преглед и може да се регистрира самото возило нормално да биде во технички исправна состојба. И јас овде ќе спомнам дека ние како Национална федерација на фармери баш токму пред 15 години бевме иницијатори за првата легализација во поновата историја на Република Македонија и се прифати таа наша иницијатива и почна да се регистрираат, односно да се легализираат земјоделските машини, посебно тракторите. Крајно ништо е дека тука се работи за безбедноста на сите земјоделци, така да и тој дел треба да се мисли кога се мисли за трошоците. Имаше една интересна вест во медиумите пред неколку дена, е дека и за 2000 евра не може да се најде овчар во Северна Македонија. Каква е реалната ситуација, каква е конкретната ситуација, дали младите сакаат да бидат овчари или пак да ја имат оваа професија и дали на вистина се вака големи приходите на еден овчар? Токму така. Ние претходно спомнавме дека земјоделството се соочува наназад со еден предизвик, тоа е најмање доволно работна сила во земјоделството. Како сектор, посебно во сточарството како подсектор на земјоделството, вистина е сериозен проблем. Овчари скоро да нема за никаква плата. Јас имам Као за лек да нема. Па може да се каже, да. Јас имам пријатели, бидејќи јас сум самиот сточар, но јас имам фарма со молзни крави, а имам пријатели и наши членови на Националната федерација на фармери. Вистина, луѓето мака мачат со, буквално кажано, со изнаоѓање на работна сила во овчарството посебно. Ете, дали е тоа молзаш, дали е овчар. Тука во тој дел има поддршка за исплаќање на плата и од самата држава. Тоа е во делот на руралната програма, но вистина тешко може да се најде посебно млад човек да се вклучи во делот на овчарството. За сега нема. Дали би можела државата или пак земјоделците да дават некоја мотивација, бидејќи што би се случило ако вие сте како постара генерација и после вас кој ќе ги чува? Па вака, јас мислам тука државата треба веќе кажавме спомнали во кој дел има поддршка како плати за и придонеси за баш овчарите вработени луѓето во самото производство на млеко, месо, јагне. Тука треба пред се долгорочна стратегија, треба едукација, како што кажавме, на младите луѓе уште од мали нозе. Исто треба да се испитува како бизнис од страна на младите луѓе, бидејќи во денешно време веќе имаме ние олеснување на работата, секако тоа треба да се вложи во тоа. Имаме олеснување, веќе имаме машини за мозење на овците. Значи со добар план, бизнис план,
со добро вложување, со користење на денешните техники и технологии кои ни се на располагање, може да се олесни работата во земјоделството, посебно во сточарството, но треба да се има еден пристап коректен, мислам, сериозен пристап и од страна на државата и од страна на младите луѓе, оние кои сакаат да се впуштат во секторот земјоделство, односно во сточарството. Дали имате податоци, дали е слична ситуацијата во регионот или пак пошироко? Дали секоја држава има ваков проблем со оваа професија или пак кај нас може би е како најголем проблем? Токму така. Ние имаме соработка и со земјоделски организации од нашето обкружување, како што се тука Србија, Албанија, Косово, Босна и Херцеговина, па и Хрватска. Имавме во една прилика изминатото лето бевме и во една студиска посета во Хрватска. Ете, како земја членка на Европската унија, таму бевме ние се со една цел да видиме како функционираат тие што ги спомнавме организации на производители, но и покрај другото, со разговор таму со нашите колеги, исто видовме дека и тие се соочуваат со недостиг на работна сила. Кај нив имаше во тој дел во земјоделството, па и во другите сектори, ангажирано луѓе од, не знам, од Индија, од некои трети земји, така, но сепак недоволно. Први неквалификуван кадар. Еве, овчар, може некој мисли дека е како професија едноставна, но и тоа не е едноставно. И овчар да се биде треба да спомине време за да стекне човекот навика, да стекне пракса, да има знаење. Што значи ова е и проблем во региона, но и пошироко глобален проблем. Општо младите не сакаат да се впуштаат во секторот земјоделство, посебно во сточарството, бидејќи на некој начин земјоделството како сектор е со да се вложи во него е со висок степен на ризик. И од тука младите посебно не се впуштаат во ова производство или во овој сектор. Дел од проблемите на земјоделците, пошто вие кажавте ова не е фабрика па да бидете заштитени од природата, вие работите секој ден надвор и природните катастрофи или пак и дождот влијае во вашата работа. Што знае често да се случи во нашата држава е да имаме супер производи спремни за да стигнат до граѓаните, но се случува некоја катастрофа со климатскиот дел и голем дел од нив се руши. Имавме последните години земјоделци кои што се жалат килограм, голем број на производи се уништени од времето. Што се случува тогаш во тој момент? Дали целата работа што е вложена оди за ништо на земјоделците? Така, вие веќе пола одговор сами го дадовте на ова прашање. Значи, земјоделството е сектор кој целото производство му е под отворено небо и изложено на сите климатски промени, сите влијанија, различни сектори офаќаат различни делови од годишните времена, значи пролет, лесо, есен, зима. Се повеќе се изразени климатските промени во смисла на имаме континуиран подолг период каде што има врнежи. Секако врнежите се добродојдени во земјоделството, но некогаш ако се претера и со големи количини на вода е проблем. Исто така проблем се доцните мразеви, посебно во пролет. Проблем се и во лето пак подолги сушни периоди, исто и високите температури. Во овој дел треба да се направи една стратегија, посебно на климатските промени да се осврни внимание да се посвети. Ние во 2024 година, како Национална федерација на фармери, имавме организирано еден форум баш токму на оваа тема климатски промени. Од кој форум излегоја, мислам, квалитетни пораки заклучоци, препораки. Една од тие препораки која што произлезе од тој форум е во Министерството за земјоделство, шумарство и стопанство да се формира посебно тело, посебен орган кој ќе ги следи сите тие климатски промени пред се на глобално ниво, па и тука во нашата држава и според тие истражувања да се
оформа потоа препораки и според тие препораки да се прилагодат и самите програми за поддршка на земјоделците. Исто така овде треба да спомниме дека веќе во руралната програма за финансиска поддршка на земјоделците се влезени антифрост системите. Тука се влезени исто заштитните фолии, заштитните мрежи, кои овие се секако како битен сегмент во самото производство, бидејќи се за заштита, како што спомнавме, од мразеви, за заштита од високи температури и поголеми количини на дождови. Значи има некој начин, ама пак за жал земјоделството не може да се спаси 100% од климатските промени. Има начини и тука не треба да станеме ние како држава, никако ние како земјоделци, треба континуирано да се работи на тој проблем, бидејќи не знаеме што не чека во иднина. Дај Боже се да оди во добра насока, но како што се предвидува, климатските промени понатаму може ќе резултираат со полоши услови. Тука, како што спомнавме, битна е стратегијата. Секако дека тука треба да се прилагодат и самите семина према тие климатски промени, самите садници, и секако треба програми за поддршка на земјоделците, бидејќи ние овие сите системи што ги спомнавме, се извинувам, со кои на некој начин може да се заштити земјоделското производство и чинат прилично пари. Сами земјоделците не може да се дозволат тоа, сега тука треба државата со посебни поддршка баш во овој дел да излезе во пресета земјоделците. Ние ќе одиме уште со малце реклами и ќе се вратиме за кратко во студио, што ме пак публицитет да ректеми се на студио. По ректеми на këtë pjesë të tretë, pa tjetër do fokusohemi tash pak më shumë në institucionet. Што мислите дека државата треба да направи за да се подобри положбата на земјоделците? Државата може да направи, а и мора да направи. Тоа се значи да се подобрат условите пред се во руралните средини за општо првен за живот, а потоа и за работа на самите земјоделци. Тука спомнавме инфраструктурата, тука рекувам дека ние денешното земјоделство за да се олесни работата, да се интензивира производството, треба да се вложи во модернизација, во нова механизација, во напредни технологии, па и автоматизација. Има делови каде што може да се автоматизира, има делови каде што треба да се дигитализира. Се тоа чини пари. Тука државата може да излезе во пресред со обезбедување на погодни кредитни линии за земјоделците со ниски каматни стапки, дали тоа се преку комерцијалните банки, дали преку Македонската развојна банка, со кредити кои ќе имаат подолг грейс период и подолг рок на отплаќање. Тука исто се програмите за поддршка на земјоделците, без кои земјоделството не може да функционира, дали е ИПАР, дали е руралната програма, директни финансиски плаќања, едукација на младите да се вклучат во секторот земјоделство. Исто така тука треба да како што кажавме, да се направи и долгорочна стратегија за климатските промени. Значи тие се некои работи што треба да отпаднат во делот на државата. Но тука јас мислам не само државата, ние како Национална федерација на фармери, како земјоделци, еве и вие како новинари, како крајни потрошувачи, сите треба заеднички да направиме земјоделството да го сватиме како сериозен сектор, пред се како бизнис, а после како од страна на аспект на производство на храна, бидејќи таа храна на сите е потребна. Па јас тука еве како порака би упатил до млади земјоделци да почнат да истражуваат за земјоделството, да видат кои можности ги нуди овој бизнис за самовработување, да се впуштат во предприемачки дух. И еве јас ќе земам тука како пример. Јас кога почнав да активно се занимавам со земјоделство, имав 25 години. Ево тоа наваму 25 години работам, екзистирам во земјоделство, заедно со моите родители, сопругата, семејството мое, не сме никој вработени, па и ние на некој начин еве живееме, обстануваме и искрено јас би кажал дека не се каам што останав пред се во Македонија после што се вклучи во овој сектор, бидејќи
тоа како традиција го работеле и моите дедовци, предедовци, ајте татко ми, мајка ми, родителите, пак еве и сега јас. Што значи дека со работа, со труд може да се обстане. Се некогаш исто како во сите други сектори, во целиот бизнис, така и земјоделството има и подеми, има и падови, но на крајот би кажале па животот е борба. No, точно. Тоа е убаво да слушнеме и за крај и успешна историја. Тоа е ваша лична, но сите земјоделци имаат така успешни истории, така да ви благодарам првично што издавте време за денеска тука во студио и се надевам дека сите овие барања ваши ќе бидат исполнети на најкраток рок. Ви благодарам и јас за можноста да бидам дел од вашата емисија и еве ги поздравуваме и сите ваши гледачи на